Уживави на програмата на ТВ Канал ВИС, добре дојдовте. Моја вечерашна гостинка е раководителката на секторот урбанизам и комунални работи Софија Ристова Патрикова. Со неја ќе разговараме за урбанистичките планови и проекти во општина Струмица во изминатиот, но и во предстојниот период. Добра вечер, госпогица Ристова. Драго ми е што ја прифативте поканата да гостувате во Визави. Добра вечер, ви благодарам на поканата и се надевам дека во наредниот период ќе успеам да одговорам на прашањата кои што ги тиштат нашите граѓани. За почеток спомнавме дека ќе зборуваме за она што урбанистички се планира и проектира во градот. Па може ли да ги запознаеме граѓаните кои се тие проекти на кои што секторот за урбанизам и комунални работи во моментов работи? Вака, во изминатиот период општина Струмица доста работеше на полето на носење на нови урбанистички планови. Последните 3,5 години можам да спомнам дека се усвоени скоро 8 детални урбанистички планови, што во индустријските зони, што во зоните за домување. Во постапка ни се 27 нови детални урбанистички планови, согласно програмата, годишната програма за изработка на урбанистички планови, но и по иницијативи од страна на граѓаните или на правните субјекти со самофинансирање. Така, може ли да кажеме кои се тие поинтересни урбанистички планови кои што можеби се важни за граѓаните и тие се заинтересирани да знаат дека е урбанизирана некоја парцела? Да. Еве, донесена е измена на деталниот урбанистички план во касарната, со тоа што една поголема парцела која што беше со намена за домување во стамбени згради е препарцелирана и добиени се нови 9 парцели со површини за градење помали. Во постапка е измена исто на делот касарната, блок 37, за парцелата која што е со намена за старечки дом. Неколку пати имам спомнувано и порано дека тоа земјиште беше вратено од страна на Министерството за одбрана на управување на општината, но еден објект беше веќе оттуген од страна на Министерството за одбрана, па мораше ние како општина да донесеме нова измена за да тој објект го отстраниме, односно направиме парцела која што ќе биде слободна и понудена за дали за јавно-приватно партнерство или по пат на оттуѓување со јавна лицитација. Оно што е друго донесено е деталниот урбанистички план за блок 10, кој се наоѓа непосредно во близина на агроберзата, со намена за стопанство, односно лесна и незагадувачка индустрија. Поголем дел од површината на тој детален урбанистички план е приватно земјиште, но има и државно, кое што ние како општина го уредувавме. Донесовме урбанистички проект за мало стопанство, кој што ќе биде препарцелирано со помали парцели и ќе бидат понудени за она категорија на занаетчии, односно мали стопанства, индустрија. Кога ќе можат да се градат тие парцели? Дали се веќе во фаза на, не знам, во таа некоја состојба кога ќе можат идните занаетчии да го планираат своето производство, своите активности таму? Она што е во приватна сопственост може во било кој момент да покренат постапка за добивање на одобрение за градење и за изградба и реализација на градбата. Она што е во државна сопственост, општината веќе е при крај со подготовките, односно комплетирање на документацијата која што е потребна за организирање на оттуѓувањето по пат на јавно надавање, односно јавна лицитација. Ќе биде објавено надавањето, ќе има период во кој што ќе се пријавуваат физичките и правните субјекти кои што се заинтересирани. На денот ќе се одржи таа лицитација и потоа согласно законот тие ќе мора да ги регулираат своите обврски, односно во одреден период да извадат одобрение за градење, во одреден период да го изградат објектот за да може тие товари према државата да бидат завршени. Така. А колкав е периодот во кој што треба да почнат да градат, бидејќи честопати имаме критики дека го зимаат градежното земјиште, меѓутоа долги години минуваат додека почнат со градба. Во таа смисла, кој е оптималниот рок во кој што тие треба да и што понатаму доколку не го сторат тоа? Согласно законот за градење, со добивање на правосилно одобрение за градење,
инвеститорите имаат рок од 2 години да отпочнат со градбата и рок од 10 години да го изградат објектот. Доколку тоа не се заврши, имаат обврска да плаќаат камати, односно пенали према општината, или ако периодот од 10 години веќе помине, општината има право да го раскине договорот со инвеститорот. Така. Спомнавте дека во делот на касарната, на поранешната касарна, веќе имаме нови парцели кои што ќе бидат за домување. За какви парцели станува збор? Која е големината на нив и дали ќе има повторно, бидејќи имаше многу реакции дека е пренатрупено со стамбени објекти? Ќе има ли простор помеѓу тие згради и како ќе може да се спречи тоа? Бидејќи имаше тука една на некој начин извртување во рамките на законските можности, сепак се изградеа поголеми, односно повеќе површина отколку што првично беше планирано. Да. Вака, оние парцели кои што беа веќе продадени од страна на општината, беа поголеми површини. Инвеститорите имаа врска со архитектонско-урбанистички проекти да ги уредуваат, односно да ги организираат, да се зацртат површини за градење, внатрешни сообраќајници, простор за паркинг, место зеленило согласно законската регулатива. Она што законот го дозволува, секако инвеститорот сака максимално да го искористи за своја корист. Тоа што сега ние го нудиме се 9 градежни парцели со по една површина за градење од околу 1000, 1500, 2000 зависно од површината метри квадратни, со веќе уредени сообраќајници, така да мислам дека еве сега ќе го спречиме таа алчност од страна на инвеститорите, односно желбата за добивањето на максимум при градењето. Така. Зборувавме дека ќе има таму старечки дом. Дали веќе имаме заинтересирани инвеститори, бидејќи подолг период се зборува, но е евидентна и потребата од такви објекти во општина Струмица? Да, секако, затоа и се појави таа и желба од страна на општината да го решиме тој проблем. Се јавуваат повеќе заинтересирани инвеститори, нудат и своја земјиште, но согласно законот за изградба на старечки дом треба да бидат исполнети одредени услови, процент на зеленило, процент на изграденост, така да сметам дека оваа парцела ќе биде идеална за изградба на токму таков објект. Се надевам дека во најскоро време ќе ја добиеме согласност од Министерството за транспорт и врски и ќе можеме парцелата да ја понудиме на јавно надавање. Колков период е потребно за изработка на еден урбанистички план? Колку временски и какви ресурси се потребни всушност за една таква проекција, бидејќи во јавноста и немаат граѓаните представа што всушност значи целата таа процедура за урбанизација на одреден простор? Да. Процесот за донесување на еден урбанистички проект односно план е доста обемен. Започнуваме со носење на годишната програма од страна на Советот на општина Струмица, кој во одреден период и во било кој период од годината може да биде надополнет со иницијативи од страна на граѓаните кои што исто ќе бидат усвоени од страна на Советот. Ги разгледува комисија, стручна комисија за урбанизам. Постапката започнува со поднесување на планска програма од страна на ополномоштениот планер. Која е идејата за носењето на планот, што тука ќе се променува, тоа се разгледува од страна на стручната комисија за урбанизам, се носи стручно мислење за усвојување или за коригирање на одредени недостатоци, се до момент кога ќе биде усвоена планската програма, па почнува постапката за разгледување на предлог планот. Исто предлог планот се носи на разгледување од страна на стручна комисија, се усвојува, се дава на јавна презентација, јавна анкета пред граѓаните, кои што се заинтересирани за овој детален урбанистички план, институциите, како што се Струмица газ, ЕВН, Комуналец, АЕК, Министерство за образование, доколку имаме намена за образование, труд и социјала, доколку имаме градинка и така натаму. Рокот од 15 дена до сега по стариот закон, од сега е променат во рок од 30 дена, согласно новиот закон за урбанистичко планирање. Овој период се поднесуваат анкетни листови, значи се врши еден ден, имаме презентација од страна на нас како стручна комисија и планерот
и период од 30 дена во кој што се поднесуваат анкетни листови од страна на заинтересираните. Потоа, тие анкетни листови се разгледуваат од страна на комисијата, се дава извештај дали дел од анкетните листови се прифатени за да бидат изменети деловите кои што бараат граѓаните да бидат променети, или е неприфатливо согласно законот, затоа што граѓаните имаат одредени желби, но законот дозволува нешто друго. Така. Ги информираме, односно даваме одговор на барателите, на подносителите на анкетните листови. Потоа, конечниот план се поднесува до надлежните институции на мислење. Агенција за катастар на недвижности, кој што прави преклоп на катастерските подлоги со урбанистичките парцели, мислење до животна средина, потреба за спроведување на стратегиска оцена за заштита на животната средина, дали е потребно или не, зависно од намената која што е застапена во урбанистичкиот план, и одредените други надлежни институции кои што се опфатени со планот. И кој е најкраткиот рок за сето тоа да се заврши? Тоа не може да биде одговорено. Еве, ако 30 дена овде, уште 15 дена до министерство, па имаат забелешка, па се враќа на корекција кај планер, па има потреба уште од една презентација. Минимум неколку месеци. Минимум значи неколку месеци, може би дури и година дена. Така. Да, и со години. Порано плановите ни траеле и со години. Така. Затоа и е бил тој процес тежок, односно незаинтересираноста на граѓаните се јавувала баш поради тоа што процесот траел премногу. Така, и се губи интересот и вниманието на одредени процеси. Кои се плановите на општина Струмица, како урбанистички ќе расте градот? Еве, на граѓаните да им дадеме едно видување каде ќе се шири градот понатаму, кои се генералните проекции? Вака, во општина Струмица имаме генерален урбанистички план кој е актуелен од 2002 година, со измена во 2006 каде што планскиот опфат е проширен, и во 2010 каде што одредени намени се променети, избришана е железничката пруга, дислоцирана и така натаму. Она што во моментот го работиме, правиме уште една измена на тој генерален урбанистички план, како последна. Што се однесува таа? Како последна, затоа што планскиот опфат на генералниот план е со завршување на 2020 година. Овде вршиме урбанизација, односно промена на сообраќајницата на делот блоковски, двата блока позади затворот. Знаеме дека со легализацијата беа легализирани дел од диво изградените објекти кои што узурпираа и површини кои што се наменети за сообраќајна инфраструктура. Тоа сега ние го менуваме, значи сообраќајницата ја дислоцираме на земјиште кое што ќе биде државна сопственост, за да не мораме да ги отстрануваме објектите кои што веќе се стекнале со статус на легализирани објекти. И одреден уште еден блок трпи измена, тоа е блокот каде што се наоѓа Стара Треска. Знаеме дека веќе согласно закон не е дозволено стопанство во зона за домување. Значи тоа стопанство го променуваме, односно таа индустрија од Стара Треска ја променуваме со зона за домување, а на сметка на стопанството се предвидува во одредени блокови кои што не се се уште реализирани, а се со намена индустрија. Так. Ме интересира, бидејќи зборуваме постојано за тоа дека ни недостигаат простори во смисол парцели за индивидуални стамбени куќи. Дали имаме такви парцели кои што се предвидени и во кој период би биле тие понудени на граѓаните? Да, еве, токму во тие измени на генералниот урбанистички план, еден блок е со намена домување во индивидуални стамбени куќи. Дел од земјиштето е приватна сопственост, дел е и државна сопственост, која што општината ќе го уреди подоцна со детален урбанистички план и ќе бидат понудени на некаква продажба. Идејата е да бидат типски објекти, типска населба,
Во кој дел би била таа? Тоа е веднаш после населбата Софилар, односно после затворот. Така, значи на тој дел можеме да очекуваме проширување на градот со дополнителна населба. така. Го спомнавте Софилар и знаеме дека неодамна градоначалникот најави решавање конечно на проблемот во овој дел. Што подразбира тоа? Инфраструктурно што ќе се случува и урбанистички? Овака, долго најавуваниот детален урбанистички план за Софилар, односно за блоковите 39 и 40, веќе пред 10 дена беше изложен пред граѓаните на јавна презентација, јавна анкета. Доста голема заинтересираност имаше од страна на граѓаните, доста голем број на анкетни листови беа доставени со промени кои што настанали имотно-правни во изминатиот период од кога е направена последната ажурирана подлога. Ние минатата недела како комисија ги разгледувавме анкетните листови, се спрема извештајот да се одговори на граѓаните. Идејата на комисијата е да организираме уште една пократка презентација на која што ќе биде понудено тоа што е променето, што претрпело промени во планот, за да продолжиме со постапката пред надлежните институции и да добиеме конечно согласност од Министерство за транспорт и врски. Кога би можело да се очекува решавање на Паралелно на ова, општината се заложи со добивање на грант од страна на Светска банка, каде што аплициравме, односно беше направена таа една урбана ревизија, една анализа на приградски населби кои што имаат потреба од обезбедување на инфраструктура. Токму населбата Софилар беше одобрена од страна на таа комисија при Светска банка. Ние направивме проект за инфраструктура за 2 улици, кои што се најпрометни во населбата Софилар. Тоа се 2 улици непосредно покрај затворот. 2 крака. Донесено е одобрение за градење и аплицирано е веќе комплетно со целосна документација за реализација на улицата, односно со асфалтирање, комплетно со фекална и атмосферска канализација, тротоари, улично осветлување. Така да мислам дека конечно почнуваме да ги решаваме проблемите на граѓаните токму од оваа населба кои што се најмногу барани. Така. Како оди легализацијата на останатите бесправно изградени објекти до сега? Колку имам предмети решено, бидејќи години и години трае целиот овој процес? Овака, законот за легализација заврши заклучно со 2018 година, односно рокот за комплетирање на документацијата од страна на граѓаните е завршен. Она што остана да се решава од страна на нас како администрација се оние предмети кои што се уште трпат некакви имотно-правни нерасчистени односи, дали е со собственост па немаат донесено изјави, дали оставински постапки незавршени. Така да мислам дека до крајот на годината ние комплетно ќе завршиме со сите предмети. Оние кои што е изработена урбанистичка согласност и пресметка од наша страна, па не се платени, не се коригирани. И повторно пак ќе апелирам до граѓаните да си ги решат тие проблеми, да дојдат да го платат оној надоместок за легализација, за да можат да го добијат имотниот лист, односно да си ја завршат комплетно постапката и врската према нас како општина. Така, колку предмети од прилика се обработија и поминаа преку секторот урбанизам? Искрено да ви кажам, бројот се променува. Така? Некаде околу 8000 барања се комплетирани со решенија, со спроведени, со добивање на имотни листови на граѓаните. Оние кои што се изработени со пресметка се некаде околу 3500 барања. Она што е останатото, ако имаме 5 комисии со уште по 150 барања, тоа е што не е изработено, и другите се затоа што вкупниот број на поднесени барања беше некаде околу 16.000, останатите се веќе одбиени поради некомплетирање, односно како незавршени предмети и расчистени. Имаме ли од прилика некаква бројка со која што можеби располагате? Колку објекти бесправно изградени ни остануваат од прилика во општината и што со нив? Еве и што со тие околу 5000 можеби кои што останале со некомплетирање ни документи? Еве во најава беше уште од минатата година носење на нов закон за легализација кој што ќе ги опфати токму оние објекти кои што останаа со нестекнат статус од одредени причини, дали не биле информирани граѓаните, кој бил во странство па не навремено ги комплетирал документите, но и оние објекти кои што во меѓувреме
законот беше злоупотребен, па беа изградени, не беа санкционирани неколку од пати страна се продолжуваше законот и тука се искористија. Не беа санкционирани од страна на градежната инспекција. Овој закон, таков како што е најавен во некоја нацрт фаза кај нас, ќе ги опфати сите тие објекти, но надоместокот за регулирање на правниот статус ќе биде променет, нема да биде тоа 1 евро символично. Така. Затоа и апелирам до граѓаните да не го чекаат тој закон, односно да не го злоупотребуваат тоа, навремено да си ги обезбедуваат документите, да си го извадат одобрението за градење, затоа што подобро е да го платат комуналниот надоместок регуларно, отколку да плаќаат одредени казни дополнителни. Може ли во иднина да биде повисок надоместокот за легализација од комуналните услуги кои што треба да ги? Затоа што имаше од страна на ЗЕЛС најава дека надоместокот ќе биде зголемен за 50% од редовниот надоместок, така да тоа ќе биде доста поголема сума, што ако мене ме прашувате, така и треба да биде, затоа што сепак тој надоместок за легализација требаше да биде одредена казна. Регуларно да се плаќа комуналниот надоместок, а надоместокот за легализација да биде дополнително, затоа што тоа ќе ни олесни на нас општините да можеме да обезбедиме инфраструктура, онаму каде што се изградени тие објекти, да донесеме нови детални урбанистички планови за кои што искрено требаат доста средства. Така. Што станува со индустријските зони? Во каква фаза се секоја од нив? Каде има парцели кои што можеби се уште може да се проектираат, да се прошируваат? Каква е состојбата? Бидејќи мислам дека дали имаме планови за нови и во однос на тоа дали ги задоволуваат потребите на стопанството во Струмица? Вака, најактуелна ни е индустријска зона Север, каде што општината доста земјиште понуди на оттуѓување. Доста е реализирано. Има одредени парцели кои што се уште се во подготовка, односно на комплетирање на документација и расчистување на одредени ситуации за да можат да бидат дадени на оттуѓување. Индустријска зона Сачево, односно блок 19, и таму имаме земјиште кое што е во државна сопственост и може да биде искористено. Претходно го спомнав блок 10. Во блок 10 општината реализираше парцела која што беше препарцелирана за изградба на 20 нови објекти со идеен проект кој што веќе е понуден од страна на општината и усвоен и ќе бидат дадени на лицитација за да можат да бидат купени од страна на занаетчиите како еден вид на мало стопанство или занаетчиска зона. Тоа ќе биде, се надевам дека до нова година или почетокот на наредната година. Да. Што се случува со проширувањето на улиците? Дали имаме планови за нови паркинг места? Како се менаџира тој процес во градот, бидејќи сведоци сме на се поголема моторизираност на граѓаните и некаков метеж кој што се случува пред почетокот на работното и по завршетокот на работното време? Така. Како насекаде во светот, каде што се залагаат за избегнување на тој моторизиран сообраќај и обезбедување на таа мобилност, односно користење на други средства, велосипеди, тротинети или пешачки зони, така и ние како општина заедно со градоначалникот направивме една анализа дел од улиците да ги преадаптираме со велосипедски зони и со одредени зони за паркинг места. Значи, оној дел што е за моторен сообраќај да го намалиме, со тоа што ќе ги предизвикаме граѓаните да го избегнат тој тип на превозно средство. Во делот на носењето, односно на планирањето на новите населби, гледаме да ги планираме сообраќајниците со поширок профил, каде што веќе ќе бидат испроектирани велосипедски патеки, пешачки патеки, зони за паркирање, така да целосно се залагаме за решавање на тој метеж сообраќајен што се случува во градот. Има ли од прилика проекции за кои улици станува збор, нешто да се нафрли конкретно или се уште се ова само планирање? Вака, морам да го спомнам проектот за Урбан мост, кој што е дел од програмата на градоначалникот Коста Јаневски.
спојот помеѓу старото и новото градско јадро. Тоа е Светилискиот парој, односно сообраќајницата која ќе се јави веднаш покрај по Светилискиот парој, со кој што веќе имаме изработено проекти во неколку фази. Посебен проект за каналот, посебен проект за двете сообраќајници, за тоа што ќе има сообраќајно движење и од едната и од другата страна на каналот, и уште еден проект за фекалниот колектор, кој што ќе ги опфати значи сите води од касарната, од Софилар директно во Добрејци, односно во река Водочница. Тоа се работи во фази, сепак станува збор за обемен проект. Се надевам дека со реализација негова ќе го решиме сообраќајот, односно оној метеж кој што сега настанува во делот на касарната. Знаеме дека е премногу сега населена, премногу возила кои што сообраќајат од таа страна, така да мислам дека ќе го лесниме сообраќајот према излезот од градот. Кои се идните проекти на кои што би работеле и на кои што ви се во можеби некаква фаза на проектирање? Да. Еве, ова е едниот од поголемите проекти. Уште еден поголем проект кој што за мене е исто интересен за спомнување е Крушевска република. Исто решавање на каналот, со затварање на каналот комплетно, со уредување, партерно поставување на канделабри, пешачки патеки и зеленило и двете сообраќајници од страната. Во моментот работиме на градинката во касарната, која што заклучно со 2021 година ќе биде комплетно завршена за капацитет од 300 деца. Градинката во паркот, клон 2, со таа доградба која што ќе обезбеди за сместување на уште 50 дечиња. Спортската сала во Никола Вапцаров, која што е веќе во некоја завршна фаза со завршување на годината, ако дозволат временските услови ќе биде завршена. И добивање на одобрение за градење имаме во постапка за изградба на уште една таква спортска сала во населено место Муртино. Би сакала да прашам, бидејќи градот се очигледно шири и веќе имаме одредена површина запатено, дали во одредени места, населби, се планирани мали плоштади, нови зелени оази, како во тој смисол ќе се уредува и дали имаме површини за таква намена? Да. Еве, во моментот, ќе го спомнам пак деталниот план за Софилар. Она што е останато државно земјиште го наменуваме за изградба на градинка, за изградба на игралиште, за изградба на ново училиште, затоа што намените за образование кај нас се целосно исцрпени. Она што е намена за образование се тие што се изградени училишта, постоечките. Она што го работиме по населените места, затоа што и таму веќе имаме урбанистички планови во фаза на носење, конкретно во Добрејци, во Дабиле, во Просениково, Градско Балдовци и Куклиш, и во некоја почетна фаза во населено место Баница и Велјуса. Исто се планира со опфаќање на сето она што е изградена површина, но и оние парцели кои што остануваат слободни за да бидат планирани за изградба на идни такви содржини кои што се потребни. Како вие урбанистички го гледате развојот на Струмица и што сметате дека треба во иднина да се направи и за што би се залагале, се разбира, за окружување на вашиот мандат? Да. Спомнав дека генералниот урбанистички план е со завршен краен период до 2020 година. Во моментот работиме на анализа на што она е потребно да се промени во градот Струмица. Проширување на улиците или прекатегоризација на улиците, оние што се од прва категорија да бидат од собирни во сервисни или во стамбени улици, за да можеме да овозможиме пристапи до одредени објекти. Оние парцели кои што се со неискористена намена, такви имаме во касарната, намена комунална суpraструктура, каде што треба да биде сместена противпожарна станица или гасна станица, кои што веќе имаат локации во градот, ќе ги пренамениме со одредени содржини кои што се потребни. Намена за здравство. Имаме доста заинтересирани
инвеститори кои што сакаат да градат приватни болници. Тоа сакаме да го понудиме како општина. Разговарано е со инвеститорите, ние се залагаме и ќе се надевам дека ќе успееме во носењето на новиот урбанистички план, генерален урбанистички план. Знаеме дека потребна е одредена анализа, одреден период за да се започне измената на генералниот план. Најмногу влијае демографијата, а за тоа ние немаме податоци најнови. Имаме од последниот попис во 2002, така, 2 децении. Кога и сме ги искористиле во последниот генерален урбанистички план, се прават одредени статистички анализи. Се надевам дека ќе започнеме постапката и еве конечно да донесеме и да понудиме нешто ново за град Струмица. Така. И како заокружување на разговорот би сакала да ве прашам како ќе се развиваат и како се планирани парцелите во градските гробишта со оглед дека се поголема површина е потребна, а не се користат старите гробишта за повторно потребите на граѓаните на општина Струмица. Дали нови парцели се планираат? Како понатаму ќе се проектира и развива тој дел? Да, тоа ни е еден проблем, затоа што граѓаните не сакаат да ги користат старите парцели. Она што е понудено, односно што е испланирано во генералниот урбанистички план со намена за градски гробишта е веќе искористено. Работиме на проширување на тој опфат, односно ќе донесеме урбанистички план за вон населено место во најбрзо време, кое што ќе биде со таа намена за да можеме да одговориме на барањата на граѓаните. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека со нови теми и со нови проекти ќе ни бидете наскоро повторно гостинка. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Визави на програмата на ТВ Канал Виз, заедно со раководителката на секторот за урбанизам и комунални работи на општина Струмица, госпогица Софија Ристова Патрикова. Вам ви благодарам за вниманието и се разбер, останете со нашата програма. Довидување.